Па смешите се, бе. Стига да не е да... Иване, как си? Много добре. Поздрав од Зоки. Много добре. Седи тука при нас, да. Од браќа до најголеми непријатели, приказната меѓу Македонија и Бугарија, ниту малку не наликува на онаа романтична слика која ни ја продаваа политичарите. Источниот сосед кој денес ни е главна пречка на европскиот пат, требаше да биде поискусниот пријател кој ќе не турне кон Европската Унија, барем ако слушаме што ни кажуваа политичките лидери. Во име на граѓаните на Република Македонија, на владата на Република Македонија и во мое лично име изразувам искрена благодарност до граѓаните на Република Бугарија, до мојот колега, премиерот Бојко Борисов и до владата на Република Бугарија. Попустливоста на македонските власти според многумина е главниот проблем во односите со Бугарија, попустливост која покажавме уште со самото прифаќање на договорот за добрососедство, а лажна европска слика добивме и од братот Борисов. Седнахме, направихме го, подписахме го, парламентите го утврдиха и тој повлече крак, както казваме, на български. Македонија веќе има дата за Европейскиот съюз, има покана за членство в НАТО. Прифаќањето на се што Бугарија ќе побара стана пракса на политичките лидери од земјава. Тоа можевме да го забележиме од односите меѓу самите политичари. Да си ми жив и здрав, честит празник и на тебе. Така. Сепак убавиот романтичен филм меѓу Софија и Скопје, како одминуваше времето, стана тажна љубовна приказна. Најдобриот пријател не стана најголем непријател и блокатор на македонскиот европски сон. Някой се отклони от този документ. При всяка една глава България може да го блокира. Затова, както аз им казах, зависи от вас. Ние нашата работа сме си свършили, нашето приятелство и братство, когато трябваше ви дадем безвъзмездно облекла, маски, очила, да се притечеме, разбира се, да. Бугарските уцени и условувања ни го донесоа и францускиот предлог, кој премиерот Ковачевски го славеше како победа, а при неговото подпишување од официјална Софија добивме порака дека не ни го признаваат македонскиот јазик. България направи отстъпление по отношение на позицията си за официалния език на Република Северна Македония. Изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. Както знаете, в двустранните си отношения с Република Северна Македония България не признава техния официален език. Иако во собранието со кренати раце го прослави францускиот предлог, подоцна и премиерот Димитар Ковачевски ни ја кажа тажната вистина. Преговорите со Бугарија биле како некој да не боде со нож во стомак. Јас бев дел од преговорите со Република Бугарија. Тие преговори за мене и за граѓаните на оваа држава предизвикуваат чувство. Јас го имав тоа чувство и го делам чувството на граѓаните. Како некој со нож да ви го сече стомакот. Односите со Бугарија ја расипа и љубовта на Пендаровски. Источниот сосед според неговата најнова реторика не стана непријател, откаде политичари треба да бидат прогласени персона нон грата. Да му забранат влез во нашата земја на еден пратеник од Бугарија во Европскиот парламент и на неколку други лица, државјани на Република Бугарија, заради действијата кои порано ги преземале и се уште ги преземаат против нашата држава. Поред познавачите, главен виновник за ваквите односи со Бугарија е македонската власт и нејзината попустливост. Првата и најголема грешка е што сме го прифатиле договорот за добрососедство во таа форма, а втората што Ковачевски прифати бугарите да влезат во македонскиот устав, иако оваа тема е и повеќе од сензитивна за граѓаните.